Во Македонија денес функционираат неколку средни стручни училишта за градежништво, како Здравко Цветковски во Скопје, училишта во Битола, Штип, Тетово и Прилеп. Секоја година запишуваат ученици, но интересот не е на завидно ниво. Од една страна, условите се подобруваат. Има нова опрема, дуално образование, соработка со компании. Од друга страна, престижот на стручното образование е ниско. Родителите се уште мислат дека гимназијата е попаметна опција. На Градежниот факултет во Скопје ситуацијата е слична. Се запишуваат околу 100 студенти годишно. Професорите се обидуваат да ги поврзат со реални проекти, со теренска пракса. Постои интерес кај мотивирани поединци, но бројот на дипломирани инженери не ги задоволува потребите на индустријата. Од друга страна, има огромен број на градежни фирми кои бараат кадар и се спремни да инвестираат во нивната обука. Постои простор за обнова на врската меѓу образованието и праксата. Само треба визија и заедничка акција. Нашето училиште, значи Здравко Цветковски, е едно од најстарите училишта на територија на нашата држава. Формирано е велично од 1944 година, што значи минатата година ни беше јубилеен патронен празник, 80 години од постоењето на училиштето. Навраќање со години наназад, мислам, од самите почетоци имало значи голем интерес веднаш по завршување на Втората светска војна за техничките струки. Во минатото, за разлика од денеска, имало многу повеќе интерес и многу повеќе струки каде што тогашните ученици кои што понатаму станувале како техничари, инженери и така натаму можеле значи да се запишат. Тие струки биле нискоградба, хидроградба, високоградба, сите биле посебно. Нема струка како денеска што е целата во една. Имало значи лаборанти, вие тригодишните профили, монтер за сува градба, зидаро-фасадери, армирачи и така натаму. Паралелките биле значи преполни со ученици. Имаме и колешки кои што работат значи овде денес, кои што завршиле, кои што имале по 42 ученика во една паралелка. Со самото тоа што во државата единствено ние сме комплетен градежен факултет кој образува кадри од сите области потребни за нашето градежништво, а тоа се градежништвото со три насоки, конструктивната, хидротехничката и транспортната инфраструктура, тука е геотехниката и геодезијата. Самото тоа кажува дека нашиот факултет има клучна улога и можеби сме единствената институција која што образува кадри потребни за стопанството. Оттаму нашата мисија е да бидеме секогаш во тек со современите движења во градежништвото, да обезбедуваме што подобри градежни инженери кои ќе излезат од нашите пороти со неопходното знаење, кои ќе со себе ќе понесат љубов кон оваа струка, затоа што само така тие во текот на својата професионална кариера ќе имаат растеж и ќе бидат се подобри и подобри и со тоа ќе можат да одговорат на сериозните предизвици како во нашата држава, така и во странство. Затоа што нашиот факултет, дипломата која овде ја стекнуваат, е призната во сите држави во светот. Ние сме еден од ретките факултети чија диплома, чии завршени инженери или магистрирани можат без никаков проблем веднаш да почнат со работа во било која држава надвор од Македонија. Да, скап е кадарот кој што се произведува, но знаењето е многу скапо кој што се произведува. Кадарот не е можеби доволно, да кажам, финансиски мотивиран. Немам информација колку одат во странство, имам информација колку ќе одат во странство да студираат, посебно во Словенија. За жал, и ние имаме одличен факултет овдека, но шансите по завршување на високото образование во странска земја и тука се многу поголеми. Од кај мојот клас, например, ќе има 20 ученици кои што ќе одат да студираат во Словенија. А сигурно сум дека има од другите паралелки. Точна бројка за студентите кои што студираат градежништво надвор од Македонија не знам, меѓутоа според контактите што ги имам со одредени странски универзитети, сметам дека нивната бројка во моментов е негде околу 100. Најмногу од нив одат во Словенија, затоа што Словенија има акција многу корисна за нив, за привлекување на студенти од Балканскиот регион, од земјите од бивша Југославија. Во однос на одењето надвор,
Мислам дека има два моменти зашто младите луѓе се решаваат да студираат надвор. Едниот е желбата да учат во некоја нова средина, некои од универзитети кои што се на повисоко равниште од нашиот, но сметам дека во сето тоа има малку и помодарство, затоа што сум сведок дека и деца кои што не покажувале некој голем афинитет кон учењето, решаваат да се запишат надвор, што малку едно со друго е контрадикторно. Моje мислење е дека образованието и знаењето кое го стекнуваат на нашиот факултет им е сосема доволно да, ако сакаат понатаму да продолжат со изучување на докторски студии, може тоа да го направат на било кој универзитет, во било која држава. Денес е тоа многу полезно отколку што беше во минатото. И би кажал дека дури на ниво на докторско истражување, разликите во образованието, во условите за истражување се различни. И за оној што навистина сака да во таа област да се внесе, да вложи во својот развој, тогаш има логика да отиде и во на некој надворешен универзитет. Лично сметам дека враќањето дома, прво во мојот случај никогаш не беше враќање дома, бидејќи целата идеја започна од тоа дека практично јас привремено сум таму со идеја да се вратам тука, затоа и влогот од катедрата и од градежниот факултет на некој начин е како инвестиција во моето знаење, бидејќи очекувањето е потоа дека јас тоа би требало да го вратам назад и сметам дека за нашата држава тоа е правилниот пат. Ние сме мала држава и одливот на млад, особено кадар надвор од државата, особено специјализиран во одредени специфични области, е жално за државата и на голема штета. И од тука сметам дека моето враќање назад на некој начин покрај моите лични причини дополнително е враќање и кон факултетот, враќање кон катедрата и враќање кон државата, бидејќи сите мои достигнувања во текот на моето учење, студирање биле во клучни моменти поддржани од клучни фактори кои што се дел од нашето општество тука. Па така да речам дека тоа пропратено со ентузијазмот дека ќе можам и ќе имам приликата да го донесам она што сум го научила назад и на некој начин да го втемелам во нашите студии преку наставни содржини, преку истражување со магистранти, докторанти понатаму. Ќе успееме и области она што се случува во светски рамки да го донесеме во Македонија и мислам дека така, движејќи се од тие мотивирачки мисли, сметам дека за сега тоа е правилната одлука. Државата мора да направи стратегија како тоа да го направи. Без стратегија, прво економска стратегија, каде мислиме да се движиме, и без стратегија како да ги вратиме назад младите и кадарот кој што полека не одлива, ние не можеме да зборуваме дека правиме нешто. Мора да се дадат барем одредени повластувања на оние фирми кои што успеваат да го вратат кадарот и да го вработаат кај нив. Да им овозможиме на оние што се враќа, што се заминати, полесно повторно да се вратат, за да можат и полесно и повторно да се вработаат, за да можат да останат во нашата земја. Следно на кое што треба да се работи, тоа е компаниите малку по-сериозно да влијаат на државата за одредени бенефиции кои што треба да ги добијат токму за оние лица кои што ги вработуваат, кои што се враќаат од државата, но за да го оставиме само тој, да не зборуваме само за тој процес на враќање на младите или на оние кои што ни заменуваат, треба да зборуваме и за оној процес на оние кои што ни стојат работоспособно население, кое што стои во агенцијата и се пријавува во агенцијата за вработување, но никогаш не нашол работа. Не затоа што не може, затоа што поголемиот дел не сака, и затоа треба она што се вели социјална помош, односно гарантирана минимална помош која што им се дава, да се направи нова методологија, не да се укине, но после секое второ или трето понудување на работа во определени сектори да му се укине таа помош, затоа што тој одбил да се вработи. Промените со сваќањето обидувањата на капиталот и на работодавците по односно ова прашање, дали ние ќе ги задржиме, ќе ги затвориме вратите, не можеме тоа да го направиме. Европа секогаш ќе биде посилна нас и поинтересна, позначајна,
попривлечна, се чувствува зголемување на платите, на условите за работа и очекувам дека оваа работа полека ќе се бавува во наша корист, во наша полза, да ги задржиме на вработените во Македонија, овде да работат. Прават разлика тие што одат младите на усовршување, на студирање, на специјализација или кои напуштаат Македонија како поединци, таа е едни од карактерната природа, а оние кои напуштаат со семејства е другата причина, друг карактер, друг квалитет на самото заминување. Треба да се бориме. Сериозен проблем е промената на економските услови во Европа од поширокови случувања, порастување на трошоците на живот и свевкупните трошоци допринесуваат интересот да опадне и за Западот и еден дел од нашите да почне да се враќаат. Мислам дека тоа ќе продолжи понатаму, а поактивно ќе биде, поинтензивно враќањето ќе биде. Добро би било кога таквите млади луѓе би се враќале назад после состекнатото знаење, но за жал многу од нив остануваат таму да работат и практично капиталот што бил вложен во нив, па еве дури и до матурирање, затоа што треба да бидеме сведоци дека државата вложила во тие млади луѓе да стекнат соодветно образование, капиталот практично не само што не се оплодил, туку станал и пропаднат, затоа што тие млади стручњаци понатаму придонесуваат за некои други национални буџети, за некои други држави и стекнуваат полека некакви други идентитети. Ова е сериозно прашање на државата. Дали ние така лесно можеме да си дозволиме, како мала и сиромашна држава, да високо образован кадар, па дури и средно образован кадар, без никакви обврски да го пуштаме надвор да се доедуцира и после резултатите, плодовите од нивното знаење, стекнато и дома, да го користат некои други. Вечна, многу интересна, за нас прекрасна професија, за која што искрено верувам дека ќе дојде на соодветна цена. Знаете, една од причините за кои што имаме сега намален интерес на студенти е токму фактот дека тоа е многу одговорна на места и тешка работа, која што не е соодветно финансиски проследена. Имајќи ги во предвид колегите кои што се занимаваат со информатички дејности и така натаму. Но тоа не може вечно да трае. А градежништвото, мислам дека има добра иднина. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Градежништвото е повеќе од работа. Тоа е занает, наука и уметност. Не е само техника и калкулатор, туку визија, тимска работа и одговорност. Без луѓе нема градби. Ако сакаме одржлива инфраструктура, современи згради, зелени градови, потребни ни се луѓе, стручен кадар, млади, кои ќе останат тука, ќе добијат шанса, ќе бидат поддржани и ценети. Време е да ги промениме наративите. Средното стручно образование не е резерва, туку прв избор за многу млади. Инженерството не е само математика, туку креативна професија со огромна општествена вредност. Денешните ученици се утрешните проектанти, изведувачи, инспектори, директори. Ако сакаме подобра иднина, мора да вложиме во нив. Денес. Јас мислам дека е ценета. Луѓето се свесни дека значајна им е сигурноста на објектите во кои живеат. Исто така, свесни сте се дека тешко е да најдеш и стручен кадар, мајстор за некоја, да кажеме, поедноставна на можеби работа во градежништвото и треба и неговиот труд да се цени и нели соодветно да се награди. Тоа сите го знаеме. Мислам дека проблем е тоа што големите проекти се врзани со потешкоти и оставаат негативен впечаток за квалитетот на работата и дека можеби инженерите и луѓето што работат таму можеби дека не се доволно стручни и квалитетни. Јас сум уверен дека нашите компании и нашите инженери имаат знаење и искуство кое
е апсолутно рамноправно со било кој инженери или странски компании кои би дошле во Македонија да работат. Недостасува кадар, недостасуваат армирачи, недостасуваат оплатери, недостасуваат зидари, недостасуваат оператори на градежна механизација и опрема многу. Сите профили се дефицитарни. Има потреба од сите профили, се трудиме, се снаоѓаме максимално да ги удоволиме барањата и роковите на нашите проекти. Секако градежните работници се заљубеници во својата струка. И знам многу од нив кои што се задоволни со оваа плата која имаат, ама знам и доста кои што доаѓаат на интервјуа и кои оценуваат дека не можат да издржат со овие примања. Така да, ако ги класифицираме во оператива, да речем, луѓето, сигурно слушам почесто дека им треба повисока плата, а инженерските плати зависи од компанијата. Некои компании имаат добри плати, некои немаат добри плати. Секако тоа се инженерските позиции и посебно оние кои што водат големи проекти. За таков тип на луѓе, ако мене ме прашате, нема цена. Бидејќи ако некој проект е 5, 10, 100 милиона евра, навистина е прашање кога треба да биде платата на главниот надзор или главниот инженер. Но реалноста е дека во Македонија, колку што знам, од 700 до 3000 евра од прилика се движат платите. Па можем да кажем дека градежништвото како сектор, кој е меѓу трите најголеми стопански гранки во нашата република, некако во последното време се издигна и доби некој интензитет, а со тоа и вработените и сите оние кои работат и поврзани со градежништво и во градежништвото, ги добија своите оние очекувани примања за кои што долго време се надева и долго време ги очекуваат. Така да денес можеме со гордост да кажеме дека инженер во градежништвото е доволно и добро платен, а можеме исто така да констатираме дека како професија, иако не е атрактивна, иако во моментов се помалку имаме интерес за професијата заради тешките услови во кои што работи и екзистира, се надеваме дека овој нов турмуз на инвестиции кој престои во градежништвото ќе даде една слика поинаква на градежништвото, слика во која што ќе се види дека градежниот инженер може да создаде нешто што ќе трае со векови, може да создаде нешто со кое што вреди да биде горд и ќе можеме некако да го трнеме тој мит дека сме една од најтешките професии, него можеме да поставиме мит дека сме една од најубавите, најгордите и најстварачките професии. Убеден сум дека работите се движат на подобро. Точно дека се случија големи повреметувања за последниве 30 години, состојбите и приликите што беа во поранешна Југославија ни оддалеку не можеме да ги постигнеме сега, но ќе одиме на подобрување. Младите инженери ја напуштаат Македонија, работат, јас знам многу млади колеги кои во Германија, кои во Австралија, кои во Канада. Место да останат тука, меѓутоа ситуацијата е таква, немаме веќе големи градежни компании. А беше одлична можност градежништвото да биде извозна гранка, како што беше на времето. За жал ги уништивме и големите компании кои што беа, Гранит, Пелагонија, Бетон. Гранит се уште, фала Богу, обстојува, меѓутоа Бетон, Пелагонија, навистина е штета за државата, затоа што на времето кога млад инженер ке завршеше градежништвото е занает, треба топрва да се кали тој инженер, па ќе поидеше во една од големите компании, па зад него стоеа десетина стари инженери со своето искуство, па имаше од кого да учи. А сега се фрлени во оган младите инженери, нема од кого да учи, мисли дека све знае, а уште не знае, значи треба знае за да учи. Буквално, кога ќе го напуштиш факултетот, имаш доволно знаење да навлезеш во некоја проблематика што уште треба да проучуваш. А од кого? Немаме веќе големи фирми со стари инженери. Се направи јас. Благодарение на сите тие искуства што ги имаме. Значи, Адинке некој 55 години. Во тој период е собрано искуство кое се пренесува на новите генерации, како што јас во мојот тим во тоа време имав повозрасни инженери кои ме насочуваа и разменуваа искуство од претходни предизвици кои што тие ги имале, така и сега ги комбинираме тимовите за работа да бидат од повеќе генерации, не само од повеќе струки. Така да се одржи тој трансфер на знаење на новите колеги, а новите колеги па се корисни и за нас, затоа што имаат
посовремени, веќе владеат со некои посовремени алатки и тука се создава една пријатна атмосфера за работа каде што може да се напредува и во знаењето и во развојот на познавањето од повеќе овие дисциплини кои ги имаме кај нас и нормално во кариерата си има степени на раст во фирмата, на напредување. Па добивате македонските инженери шанса и тие се вклучени. Ако земаме пример дека некој треба да заврши да дипломира на 25 години, на 33 или на 35 години, како што спомнате, тоа е веќе искуство за почитување, 8 до 10 години е сосема доволно да ги искажи своите квалитети и способности во кариерата за управување дали на проекти, дали на фази на проекти или на значени функции. Вклучени се доста наши инженери на одредени вакви позиции и раководни места во странските проекти и странските компании. Но зборуваме за поединци, не зборуваме за систем. Едно е да се вклучи поединец, а едно да се вклучи македонска компанија да превземе работата. Тоа треба да преме разлика. Значи, младите кадри кај нас не успеваат на млади години да станат раководни лица само кога работат за странски компании. За нашите компании сликата е сосема друга. За жал, не успеваме некако да направиме мит, да направиме приказна околу успешноста на нашите инженери, иако ги има доста. Ние денес, да речеме, разговараме за доценењето на Кичево Охрид, разговараме, не знам, за доценењето на Фариш Дреново, но не разговараме за сите оние успеси кои сме ги направиле, а кои се за почит. Не разговараме за патниот правец, да речеме Паланка ДВБР, кој има една од најспецифични реконструкции на стари мостови се одвиваше тамо и на која работеа само домашни капацитети. Не разговараме за изградба на конзолни мостови кои што чинат од 15 до 20 милиони евра и кој што во цел свет е големо техничко достигнување да го изградите тоа со сопствени капацитети. Не разговараме како тоа се изградија тие мостови на делницата Кичево Охрид, токму од македонски инженери, од македонски работници, а верувате инженерите кои го изведоа тоа имаат просек 35-6 години. Никој за нив не разговара, никако не ги мотивираме, никако не успеваме од нив да направиме мит. Ние само успеваме од странските приказни да направиме мит, а од домашните приказни да направиме катастрофа. Значи, доколку одредена компанија не е успешна тука, тоа го припишуваме на подизведувачите кои работеле за компанијата, дека они не ја сработиле работата, но кога македонските компании ќе направат успех, за тој успех никој не говори. Ја немам видено една емисија во која што правите вредности на инженерите ќе бидат истакнати и тоа е проблем затоа што во јавноста цело време се провејува една приказна дека градежништвото е струка со многу огромни број на проблеми. Значи ние денес ако погледнеме со каква репутација се градежништвото соочува во нашата република, ќе видиме дека таа е негативна. Почнувајќи од големите цени на станови за кои се обвинуваат градежниците, па се до оние огромни застои кои се само публицираат на телевизија. Ние мораме да го смениме односот кон градежништвото во Македонија. Мораме да крајно успесите ги истакнуваме. Значи мораме да ги поддржиме тие млади кадри и мораме да работиме на публицитет на сето она што сме го направиле. Еве на пример Гранит од 2013 до 2018 работеше во Република Српска и изгради 2 автопата. За тие 2 автопата еден членок немаше на телевизија. Таму работеа 300 до 400 македонски работници и признанието на крај дека нашата компанија со подобар квалитет ги направила работите од домашната компанија. И тоа е секогаш што ќе најдете да прашате во Бања Лука, во Парњево, Орбодово, тоа ќе ви го каже. Кај нас еден исечок немаше дека што направиле нашите компании во Република Српска од тие до 1000 години. Си патиме од синдромот, затоа и помалку луѓе се заинтересирани за работа, и сепак струката е тешка. Не е ова лесна струка, не може од дома да работите, не може на компјутер, не може на клима да работите, мора да работите и на плюс 40 и на минус 20. И за оваа струка, значи со оглед на тоа дека е благородна, дека ствара, мора државата да работи на публицитет на струката ако сакаме да имаме добро градежништво. Денес имаме се помалку и помалку запишани на градежниот факултет како последна една фаза од образование во кој што се гледа кога се луѓето заинтересирани за градежништвото, ама не можеме да очекуваме поинаку. 96% од сега и повеќе, 98% од капиталните проекти ги работат странци. Зошто некој да се запише на градежен факултет и да студира и да знае дека ќе работи како подизведувач на странска компанија или ќе работи на странска компанија која тука повремено, па после ќе си оди, па треба да бара друга работа. Тоа е еден сет на мерки, тоа е една визија која што сите треба, што сме инволвирани, почнувајќи од државни институции до наш здруженија специфични, до факултет и до сите оние стручни
здруженија, би требало да работиме на една стратегија за ова се да се промени. Кога ќе се промени, верувајте дека многу поголема ќе биде заинтересираноста, затоа што во моментов добро се заработува во градежништвото, инженерите имаат добри плати и имаат можност да сработат она што го работеле, да го сработат со љубов. Ако го сработат со љубов, ќе остават дела со кој што ќе можат да се гордеат во иднина, што многу значи за еден инженер. Компанијата е практично отворена во секое време кога млад инженер ќе дојде и ќе прати CV и ќе чукне на врата и ќе праша за работа, ќе му биде дадена шанса во зависност од неговите склоности и дали ќе се пронајде во овој тип на работа, али мислам дека постојано има можност за вработување. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Кој ги гради капиталните проекти во државата и каде завршуваат милионските износи и профити од овие инвестиции? Во услови кога главни изведувачи на 96% од капиталните проекти се избрани и работат странски компании, прашање е како ова да се промени и државата да им даде шанса на македонските компании да бидат носители на проектите и главни изведувачи. Во услови кога младите се колебаат дали да останат, кога платите често не ги следат очекувањата, а стручниот кадар се намалува, клучно е средствата од големите капитални проекти да останат во домашната економија. Кога работат македонски градежни компании, растат и платите. Кадарот ќе биде мотивиран да остане во државата, а младите добиваат причина да се запишат во средно градежно училиште или на градежен факултет. Давајќи им можност на македонските компании да бидат главни изведувачи на капиталните проекти, се штити и македонскиот кадар, во кој државата веќе вложила огромни средства за образование. Во однос на самите инвестиции, самата политика има влијание во однос на, сега ако зборуваме од аспект на привлекување на нови студенти, стварање на подмладок, да кажем, има влијание и самите инвестиции во однос на градежништво, во однос на инфраструктура, прајават еден позитивен маркетинг, да кажеме, кај идните студенти на факултет и нели тие ги гледаат можностите на самата струка и соодветно одлучуваат. Дополнително, се разбира во секој случај би било доколку, да кажеме, тие големи проекти ги работат наши компании, затоа што тоа има и дополнителна некаква вредност и од аспект на нели нова технологија, едукација на кадарот, финансиските средства, да кажеме, исто така може да кажеме кога ќе го работат наши компании, ќе имаме поголем дел од тие финансиски средства кои што остануваат во државата во секој случај, меѓутоа мораме да ги градиме нашите капацитети во секој случај за да можеме да бидеме конкурентни. Генерално подршката еве и од државата мора да стои за тоа како една стратегија за подршка на нашите компании, бидејќи сепак тоа е домашен производ, нели? Кога нешто ќе се изгради со домашна компанија е домашен производ, за разлика од тоа што кога купуваме некој странски. Не велам дека не треба да постои присуство и на странски компании, тоа ја зголемува конкурентноста, го зголемува можеби нивото на сознанија, се носат нови технологии, меѓутоа мораме секогаш да бидеме рамо до рамо со нив, вклучени со нив заедно да можеме да ги превземаме тие нови технологии и да ги имплементираме во нашиот градежен сектор. Кога зборев за една од бенефициите кои што треба да ги добијат компаниите, а тоа компаниите треба малку да бидат агилни во тој дел, токму мислев и на тоа дека државата, значи со барањето на компаниите, државата прво треба да се фокусира на домашните компании. Затоа што нашите домашни компании некогаш биле бренд во светот. Правеле големи капитални објекти кои што и ден денес постојат, а сега не можат во сопствената држава да се пробијат затоа што секогаш земаме странски компании. Значи,
или пак да влие на странските компании како подизведувачи секогаш да видат домашните компании, да се искористи нивниот капацитет и на тој начин ќе се овозможи нели и продуктивност во самата компанија, зголемување на платите, на тој начин да го привлечете кадрот да се врати назад кога ќе има поголема плата. Видете, во моментов добро платен работник зависи од тоа дали работи во добра фирма. Нема друго правило. Тоа е секаде така во светот, така дојде да биде и кај нас и така е во моментот кај нас. Значи доколку не се задоволни работодавачите, компаниите, доколку они не реализираат и не ствараат додадени вредности, доколку не ги зголемуваат профитите, верувајте дека нема од каде да се даде поголеми плати и подобри услови на работниците. Така да во моментот се зависи од тоа дали компаниите ги имаат добрите услови за работа и за екстрадирање, дали работат во еден правен поредок, дали работат во една бизнис клима кој им одговара да може да ствараат развој, да ствараат додадени вредности, да ствараат поголеми профити. Потенцијалот на градежништвото е огромен. Тоа го видовме околу 2015-16 година кога во учеството на градежништвото во бруто домашниот производ се искачи дури до 7%, иако учеството на градежништвото во бруто домашниот производ се движи негде околу 4-5,5%. Тогаш свативме дека има потенцијал во градежништвото, но за жал тој потенцијал полека почна да се гуши од 2017 година па до денес. Поминавме тешки периоди кризи, ковид кризи, економски кризи, воени кризи. Никаква помош немаше за добрите компании. Значи ние можеме да ги согледаме сите пакет мерки кои беа во ковидот, ќе видите дека таму нема ни една мерка за добра компанија. Таму има мерки за компании кои пропаѓаат. Со тоа ги ослабевме овие наши добри компании, направивме една атмосфера во која што они само преживуваа низ годините. Кога преживувате низ годините, не само што ги губите капацитетите, со оглед на тоа дека имате се помалку и помалку работа, него ви се угасуваат и оние потенцијали со кои располагате, затоа што не можете вие потенцијалите да ги држите вештачки без никакви услови и да нонстоп имате потенцијал, капацитетите да ги подредувате согласно работните обврски. Така да констатирам градежништвото да има капацитет во моментов неискористен, има огромен потенцијал, тоа го докажавме кога имавме најголем ек на градежништвото, кога имавме најголем обрати од 2015-16 година. Немањето на долгорочна и краткорочна стратегија за градежништвото многу не чини и како држава и како компанија. И ценам после долго време сега владата најави дека новашните компании ќе имаат главна улога во реализирање на проектите. Тоа многу не охрабри, затоа што во минатите 10 години си бевме обвинувани дека немаме капацитети, тоа беше една констатација, која што беше неточна, што денес времето во кое живееме за жал е такво, значи вистината е непотврден факт и работа која треба да се провери, а невистината е работа во која што треба да се верува. Така да прв пат после долго време владата најави дека домашните компании ќе имаат главна улога во реализација на проектите, дека домашните компании ќе бидат водачи на процесите и очекуваме дека во една правно административна рамка тоа ќе биде решено, за да можеме ние да бидеме онаа главна ока која ќе успее да додаде вредност на градежништвото како стопанска гранка и со тоа да врати на државата, затоа што работејќи како подизведувачи и како членови на конзорциуми кои ги немаат главните улоги, верувајте дека не можеме да креираме развој, туку можеме само да креираме профити, можеме да креираме обстојување. За развој треба да бидете тој што ги ствара додадените вредности, а не да бидете некој што ги ствара додадените вредности на други. Компаниите кои работеа низ годините тука во Македонија не ни донесоа ништо ново. Сето она што го донесоа, тоа е многу малце, веќе го знаевме, ги искористија нашите овде потенцијали. Значи имаше компании кои работеа 100% со подизведувачки капацитети, што значи дека нашите компании ги искористија за сето она што требаше да го сработат. И имаме уште една голема загуба, а тоа е што сите застои, а ги имаше многу во последните 10 години, македонските компании работејќи како подизведувачи се префрлија на нив. Значи освен тоа што не бевме главни изведувачи, освен тоа што не можевме да креираме развој, имавме и додатни трошоци затоа што секој застој на оперативата која беше македонска се одрази на домашните компании, а државата не најде начин да им помогне, поготово во големите кризи. Ние не најдовме за сходно во 2021 да барем утврдиме една клизна скала со која што ќе ги можеби амортизираме ударите од големите покачувања на градежните материјали, а да не говорам за други мерки. За жал нема, според моите сознание и гледања, нема значаен помак во вреднувањето и плаќањето на трудот на градежните работници од големите капитални објекти што ги спомнавте, кои во државата ги реализираат странски компании. Јасно е дека тој што го зима договорот и тој што го води проектот, тој ги поставува условите,
мимо тоа што се регулирани со меѓудржавните договори. Но практиката не го кажува тоа и немаме значаен помак на платите и на плаќањата и вкупните финансиски бенефити од овие проекти директно поврзани со платата на општо ниво на градежништвото. Битно е за кои пари, под кои услови ќе го добијат македонските пари. Ако паритетот е пати 3, пати 4, пати 2 за еден проект за странците, ако за македонците 1:1, пак нема битно да се смени разликата. Но треба државата да преземе сериозни мерки на овој план. Причините воглавно доаѓаат од правилата на игра што ги воспоставуваат кредиторите, инвеститорите, институциите што ги пласираат средствата, што ги даваат финансиските аранжмани, тие ги поставуваат глобалните правила на игра поврзани со ова прашање. Не сум убеден дека државата не може да обстои без овие кредити. Мислам дека нашата држава и нашето стопанство имаат капацитети малку похрабри и поорганизирани да бидеме сами да се финансираме на овој план и да ги подобриме сите овие параметри поврзани со градежништвото, а и воопшто со стопанството во Македонија. Ние сме сведоци на некои капитални проекти, не така големи, не така далеко, да ги земат компании кои доаѓаат само со проект менеджер. И на крај тие проекти завршуваат со продолжување, завршуваат со клеймови, завршуваат со раскинување и така натака. Губиме време, губиме енергија, губиме пари. А пак работаат во второ или во трето ниво наши компании, наши поединци. За мали пари, средни пари. Сега во последно време се преметија условите со пазарот на трудот, со работна рака, па сме принудени и ние и странците веќе доаѓаат со работен кадар од надвор, со работници од надвор. Ми се чини дека најголемите проблеми прво почнаа со тендерите, на кои што се одеше со, нормално и тоа треба да го има, секаде во свет го има, со барање на гаранции, кои што нашите компании после одреден период кога имаше криза во градежништвото не може да ги обезбедат тие гаранции. И за да се обезбеди гаранцијата, мора да настапи странска фирма, работата ја добива странска фирма, ја дава на наши фирми како подизведувачи, но референцата ја добива странската фирма. Утре, после неколку такви објекти, кои ќе се бараат референции, нашите компании ги немаат референциите. Потоа паѓаат на во тендерот, добива помалку поени, затоа што нема референција од таа област. И финансиски да успее да ја плати гаранцијата, нема да има референција од таа област. Може би требаше на време да се размислува да сите тие наши компании се обединуваа заедно, да не беа конкуренција една на друга, и заедно да настапуваа на такви големи тендери кај што требаше да се обезбедат гаранциите, за да можат да ги добијат работите. Сега, после толку изгубени работи, немаат нашите компании референции. Апсолутно, во некои други времења, на некаква друга економија, на која што и вие и јас се сеќаваме, можеби, поинаку се одвиваат тие работи, но сега е ова пазар на трудот во кој што немаме, за жал, само професионални интереси, тука се економски дел и политички интереси, и на тој начин доаѓаат до израз и странски компании кои што работат на територијата на нашата држава, што до крајна линија не е лошо доколку во потполност се искористат претходно ресурсите со кои што располага државата. Што се однесува до нашите инженери, професионалниот пат, како што кажав, започнува со завршување на постдипломските студии, да речеме нека се тоа некои 23-4 години, 25 години возраст на нашите млади колеги, потоа е потребно одредено искуство за да дојдат до овластувањата на 4 дејности кои што се форсираат и се организирани од страна на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Тоа е пред се проектирањето, а потоа ревизијата, за која што е потребно најголемото искуство, надзорот е тука, како што спомнавте, и изведбата. Овие 3 дисциплини, ние навистина даваме се од себе да ги оспособиме нашите студенти, освен во изведбата, тука градежниот факултет заради начинот на кој што функционира нема можност да влијае. Значи, некаков најбрз пат за да се дојде до овластување, можеби не и до соодветно искуство, е некаде со 30 на години нашите студенти може да дојдат до такви овластувања. Дали некој ќе им ја довери одговорноста, јас сметам дека би требало, особено на оние студенти на кои што ние сме посебно горди. Тие не заостануваат, верувајте, сме запознале многу стручњаци кои што дефилираат низ Македонија, не се тие подобри од нашите тука. Тоа ви гарантирам.
Одлично прашање. Да ви кажам, нема правило. Може да очекувате дефинитивен одговор некаков да кажем, меѓутоа нема правило. Шансите и можностите се бараат. Значи, секој млад човек, мислам дека младите се тука и посвесни него, да речеме, мојата генерација или постарите генерации, шансите се секаде околу вас. Треба да сте отворени за нив и да бидете амбициозни за да можете да ги добиете и да ги реализирате онака. Значи, знам многу млади луѓе кои што успеале и стигнале многу далеко во раната своја кариера, и знам луѓе кои што до доцните кариери не успеле да го остварат она за кои што ние сме имале очекувања дека еден ден ќе го остварат. Така да мора цело време да бидете посветени, да знаете што сакате и да се борите за тоа. Значи, и тоа не е само некаква порака која што важи тука кај нас, важи секаде во светот, само што од моето искуство можам да посведочам во соработката со земјите во странство и факултетите тамо некако, и вие спомнавте, младите луѓе се поподготвени, затоа имат поголема поддршка, стимул и некако посе спремни за поголеми, да речеме, и поамбициозни проекти. Вие спомнавте во моментот 5 или 6 компании, од тие 2 се активни работа, да ви кажам, тоа е компанијата Гранит и Линден, која што исто така поделена, не е тоа оној стари Линден кој беше. Бетон, изврсна компанија која што работеше во високоградбата Маврово, Пелагонија, татко ми првото вработување му било во Пелагонија. Пелагонија практично била најголемата компанија, мислам со 12.000 вработени или така нешто. Така да далеку сме ни од тие бројки и од тие проекти. Значи, сведени сме на едно многу ниско ниво. Треба да се размислува пошироко, затоа што тие инвестиции од краткорочни инвестиции треба да ги прошириме во некаков долгорочен импакт да има. А правиот начин е да се инвестира во нашите ресурси, во нашите луѓе, во нашите компании, за да се мултиплицира ефектот на придобивка во не само во 4 години, туку да речем во наредните 40 години.